Добро вечер, саботно издание на Дневникот, во него ќе гледате. Куманово ќе добие смарт парк. Акцијата Здравје за сите во Сопот. Меѓународен меморијален шаховски турнир Мартин Петковски. Активно се работи на реконструкцијата на стариот градски парк кај автобуската станица. Според градоначалникот Максим Димитриевски треба да се завршат уште некои градижни активности, но потоа Куманово ќе го добие првиот смарт парк. Во паркот ќе биде поставено и ново осветлување. Реконструирани се сите патеки во стариот градски парк, а дополнително изградени се паркинг простор и игралиште за кошарка. Во меѓувреме Советот донесе одлука да се постави ново осветлување, но и подземен систем за наводнување на паркот, информираше градоначалникот Максим Димитриевски на вчерашната седница. Сепак Димитриевски вели, подземниот систем за наводнување нема да се поставува, бидејќи не е препорачлив за јавни прометни површини од ваков тип. Не пристапивме во реализација на средствата за реализација на подземниот систем за наводнување, бидејќи со неколку компании со кои што разговаравме, кои што ја вршат таа работа, вела дека тоа е нешто идеално, но не е препорачливо да се вградува на јавни прометни површини, бидејќи свеста кај граѓаните на многу ниско ниво и доаѓа до многу често оштетување на самите системи, каде што истите се прилично скапи. Например, еден распрскувач кој што се уградува под земја, кој што има капацитет да фрла вода со далечина 12 метри, чини некаде приближно од 5 до 7.000 денари во зависност од произведувачот. Компаниите велат дека места кои што се оградени, кои што имаат чуварски служби, се препорачливи. И дека тие имаат интерес да вградат нешто, но проблемот со одржувањето е дополнително. Ние во ниту еден градски парк немаме чуварска служба, ниту пак во некој парк имаме комплетно завршена и оградена ограда, далеку во овој. Дел од предвидените средства ќе бидат наменети за други цели, кои што овој парк ќе го претворат во смарт парк прв во градот. Димитриевски соопшти дека веќе е изготвено идејно решение и проект за паркот. Бидејќи тој треба да биде смарт парк, урбаната опрема е обезбедена од страна на фирмата изведувач. Со смарт клупи, дополнителни клупи, кошници за смет и така натаму, мислам дека се оставени и ускладиштени во јавно предпријатие Чистота и зеленило. Свесто не се наместени додека целиот проект не се заврши во целост, бидејќи ќе бидат уништени и оштетени. Дополнително да обезбедиме дополнителни средства за изградба на пешачки патеки уредени со тартан подлоги, велосипедски патеки уредени со специјални подлоги, дополнителна изградба на велосипедска патека, не знам како се вика, трим патека, не знам, има специфично име, и уште одредени други содржини со детски качиња, дел за рекреација на деца, другиот дел за спортски центар и така натаму. И тој проект сметам дека на еден од следните состаноци на Советот ќе ви биде презентиран, за да чисто го погледнете како идејно решение и потоа ќе излеземе со комплетна пресметка колку би чинел самиот проект. Бидејќи на една од следните седници ќе имаме носење на одлука за прераспоредување на средствата кои што беа пренесени како вишок средства од 2020 година, а не се опфатени со овој буџет. Мислам дека ќе има доволно средства да тие средства се насочат дополнително и Куманово ги добие после тоа еден од најдобрите паркови во државата. За реконструкцијата на дел од паркот беа обезбедени 9 милиони денари средства кои општина Куманово ја следуваат по основ на рамномерен регионален развој. Изградбата на така наречениот стар градски парк во Куманово почна во март минатата година, а се спроведува преку проектот на Центарот за развој на Североисточниот плански регион, подобрување на инфраструктурата за развој на алтернативни форми на туризам, спорт и животна средина, со кои се предвидени повеќе активности. Паркот се простира на површина од 38.000 квадратни метри.
Во вторник ќе се замрзне цената на белиот и полубелиот леб и нема да биде над 33 денари. Ке следат и нови одлуки за замрзнување на цените. Ова е прв чекор во замрзнување на цените на производите наведени во одлуката на владата. Се прават анализи за тестенините и тие средства ќе се искористат за укинување на некои давачки. Изјави на денешната пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши. Новите автобуски постојки и реконструкција на постојните допрва ќе се дефинираат на седница на Советот следниот месец. Изјави Лидија Ланг-Спасовска од секторот за комунални работи на последната седница на Советот. Повеќе од изјавата во продолжение. Што се однесува за првото прашање, по основ на јавен градски превоз, би сакала да кажам дека сите сте сведоци дека тој се одвива нормално. Меѓутоа имавме одредени недостатоци во возните редови кои што се одвиваа на лице место, меѓутоа не беа усогласени со одобрениот возен ред од наша страна. Тој проблем е премостен, од понеделник веќе ќе се штампат возните редови и ќе бидат поставени на сите постојни постројки. Новите постројки и новите места и реконструкција на истите на наредната точка на наредниот совет во месец март ќе бидат дефинирани и потоа ќе пристапиме кон нивна реализација. Во буџет на општина Куманово оделивме средства кои може да бидат искористени од станарите на зградите за уредување. Сведоци сме дека ние кога ќе посадиме, односно чистоќа кога ќе посади, се корне. Мене ме интересира дали ќе се распише јавен повик во брзо време затоа што пролет доаѓа и сега ако не го распишете, кога ќе го распишете? Од страна на секторот е спремен правилник, односно направена е процедура како ќе се распределуваат одобрените средства од страна на Советот, се работи за 400.000 денари. Се надеваме дека следната недела отворениот јавен повик ќе биде распишан и сите заинтересирани субјекти ќе можат да бидат пријавени и доколку ги исполнат услови ќе им бидат одобрени средства. Гимназијата Гоце Делчев подпиша меморандум за соработка со Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Вчера на Универзитетот се одржа форум за младинско учество во образованието. Целта на форумот е започнување поинтензивна соработка меѓу средните училишта, УГД и останатите чинители на локалната заедница. Средношколците имаат можност да бидат слушнати и да споделат размислувања и идеи за унапредување на високото образование, со активно вклучување на младите. Во Кумановското село Сопот вчера се реализираше акција Здравје за сите на Министерството за здравство. Голем број жители на селото се вклучија во акцијата за да ги проверат крвниот притисок и шеќерот во крвта. Акцијата, која е во реализација на Здравствен дом Куманово, ќе се спроведува цела година во најголем дел од руралните средини. Правиме мерење на крвен притисок, мерење на шеќер и липиди. Што е целта на оваа акција? Значи, овие се рурални средини и нема тука амбуланти. Целта е да се превенира нешто. Ова е превенција, значи да му се помогне на народот да се види дали е се во ред од елементарни работи. Значи, да се види шеќерот, да се види холестеролот, крвен притисок. Главни работи што можат да кажат дека нешто се крие позади нив. Би сакала кој е заинтересиран да дојде тоа да го направи, да му помогнеме. Ке има и во други рурални места. Значи, низ цела 2023 година ова ќе трае. Утрово во 3 часот на подрачјето на центар од полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје приведен е 25 годишен кумановец затоа што кај него била пронајдена и одземена бела прашкаста материја. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок, соопшти МВР. Полициското здружение ИПА регион Куманово денеска го организираше првиот меѓународен меморијален шаховски турнир Мартин Петковски во просториите на средното училиште Перо Наков.
На турнирот учествуваа надпреварувачи од 4 ИПА региони. Најдобар во играта во шах е Миодраг Ѓоковиќ од ИПА Лесковац, второ место освои Сашо Манавсиевски од ИПА регион Куманово, третото место му припадна на Филип Алексовски од ИПА Скопје, а на четвртото место е Гроздан Васев од ИПА Струмица. На денешниот настан присуствуваше и председателот на ИПА Национална секција Македонија Робертино Ацески. Повеќе детали за меморијалниот турнир Мартин Петковски од изјавите на председателот на ИПА регион Куманово Горан Маневски и Ацевски. Според нашите годишни програми и планирани активности, денеска со одлука на Управниот одбор на ИПА регион Куманово организираме меѓународна средба, меѓународен турнир во шах по повод една година од смртта на нашиот драг колега, член на Управниот одбор на ИПА регион Куманово, Мартин Петковски, кој на жалост прерано поради болест замина. Значи ова по тој повод, годишница од неговата смрт, ИПА регион Куманово организира турнир во шах меѓународен, на кој што присуствуваат колеги од ИПА Србија, регион Лесковац. Покрај нив, учествува и колеги од регион Струмица, Скопје и ние како домаќини. Значи 4 региони, што покрај тие 4 игри, значи се играше по принцип полуфинале, финале. Победник после 2 утакмици беше колега од регион Лесковец. Второ место освои регион Куманово, третото место го освои Скопје и четвртото Струмица. Се надевам дека и голема желба ние дека овој турнир ќе биде традиционален, со, како што рече председателот на ИПА Македонија, со желба од година за учество на повеќе региони и повеќе надпреварувачи. Светската ИПА организација, која што постои веќе 72 години во светот, формирана 1950 година, а во Македонија веќе постоиме 12 години, кога се е формирана националната ИПА Македонија и по неколку месеци е формиран ИПА регион Куманово. Главните задачи и цели представуваат да се зближат полицајците како од цел свет, така и ние во Македонија, кои што сме организирани во 9 региони, согласно политиката на нашето Министерство за внатрешни работи, каде што има 8 управи, а ние имаме 9 региони, каде што е извоен прилеп како посебен ИПА регион. Низ годините досега, од мала организација прераснавме во голема организација со бројно членство, околу 7000 активни членови, кои што членуваат како активни полицајци, така и пензионери од целата држава и препознатливи станавме и во целиот свет со нашите активности. Министерството за труд и социјална политика ги информира граѓаните дека во тек е исплатата на образовниот додаток за вториот мерен период за учебната 2022-2023 година. Исплатата на додатокот за образование се врши во 4 мерни периоди и тоа за првиот мерен период во текот на месец декември во тековната календарска година, за вториот мерен период во текот на месец февруари во наредната календарска година, за третиот мерен период во текот на месец мај во тековната календарска година и за четвртиот мерен период исплатата се врши во текот на месец јули во тековната календарска година. Исплатата на додатокот за образование се врши во 4 еднакви износи од по 2211 денари на корисникот на правото на додаток за образование за дете во основно образование, а од по 3158 денари на корисникот на правото на додатокот за образование за дете во средно образование, по завршување на секој од мерните периоди утврдени со овој закон. И во продолжение вести од Македонија. Во вторник ќе се замрзне цената на лебот и нема да биде над 33 денари и за белиот и за полубелиот леб. Ова е само прв чекор од производите наведени во одлуката на владата. Ке следат и нови одлуки за замрзнување на цените. Се прават анализи за тестенините и тие средства ќе се користат за укинување на некои давачки. Изјави на денешната пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши. Мерката според Бектеши ќе важи се додека ќе биде во интерес за граѓаните. Инаку како што информира тој, Министерството
за економија ги заврши сите анализи за мерките за субвенционирање на електрична енергија за индустријата, за прехранбениот сектор во нашата држава и веќе е пратена предлог одлука за укинување на истата мерка, имајќи предвид дека не е почитувано од страна на тие компании кои добиле субвенционирана струја тоа што беше претходно договорено со владата. Моментално, рече Бектеши, чекаат одговор од страна на законодавството во владата дали оваа мерка ќе почне да се применува од 1 март, односно веднаш од наредната недела или од 1 април. Речиси 500.000 евра разлика добиваат месечно од страна на владата преку АДСМ. Собранието в понеделник ја продолжи расправата за предлогот за избор на членови на владата. Пратениците вчера продолжија со работа и по 18 часот, а по неколку излагања и реплики председателот на Собранието Талат Џафери прекина седницата. Поради предстојните верски празници, тој најави дека Собранието ќе ја продолжи седницата в понеделник. Со владината реконструкција за министер за правда е предложен Кренар Лога, за здравство Фатмин Меджити, за министер за информатичко општество и администрација Азир Алију и за министер за животна средина и просторно планирање Каја Шукова. Расправата за изборот на новите министри почна завчера, откако по 10-дневната дебата беа разрешени министрите од Алтернатива, за здравство Беким Сали, за информатичко општество и администрација Адмир Ималити и министерот без ресор за диаспора Џемаил Чупи. На 104-та седница по изборот на министрите треба да се расправа и гласа за разрешување на 5 заменици министри и да бидат именувани нови. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 19 степени, а минималната беше 4 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време. Дневната температура ќе достигне 17 степени, а утринската ќе биде 9 степени. Тука го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вашето внимание. Имајте пријатен викенд.